Вести на Слободна ТВ. Сега е најважно сите во Северна Македонија да застанат зад европската иднина на земјата и да помогнат во процесот на преговорите со Европската Унија, изјави еврокомесарот за соседство и проширување Оливер Вархеј, додавајќи дека тоа е процесот кој е важен за иднината на државата и процес кој носи подобар живот на граѓаните. На денешната средба во Брисел, вице-премиерот задолжен за европски прашања Бојан Маричич и еврокомесарот за соседство и проширување Оливер Вархеј разговара за процесот на скринингот на земјата со Европската Унија, следните активности во процесот на преговорите за членство и актуелната политичка ситуација во Северна Македонија. Во Брисел денеска продолжи скрининг со станокот со поглавје 24 Правда, слобода и безбедност, кој ќе трае 2 дена, а веќе наредната недела продолжуваат со станоците за поглавјето 23 Правосудство и темелни права. И покрај тоа што францускиот предлог не е избалансиран, Северна Македонија треба да го искористи скрининг процесот и да се фокусира на реформите кои се важни за граѓаните и ќе ја придвижат земјата напред, изјави Едвард Джозеф од Школата за напредни меѓународни студии при Универзитетот Џон Хопкинс од САД. Тој смета дека со оглед на тоа дека САД и Европската Унија не успеа да стават Бугарија на исто ниво со Македонија, како што беше тоа со Грција, и овозможија да ја зачува својата предност, Македонија треба да бара од САД, особено од Франција, но и од Германија, па и од Велика Британија, афирмација на македонскиот идентитет, цврсто признавање на македонскиот народ, македонскиот јазик, па и аспекти од македонската историја, и тие може да го направат тоа. Иницијативата Отворен Балкан, според Джозеф, е добра за земјите од регионот во однос на трговијата, но е лоша идеја за тоа како се прави со режим кој е вели креиран за да ја зголеми српската политичка моќ, која има најголема економија со трговски суфицит и со многу држави во регионот. Иницијативата Отворен Балкан, според Джозеф, е добра за земјите од регионот во однос на трговијата, но е лоша идеја тоа да се прави со режим кој е вели креиран за да ја зголеми српската политичка моќ, која има најголема економија со трговски суфицит со многу држави во регионот. Србија е автократија, не е демократија и се движи во погрешна насока, а во контекст на Русија и Украина тоа значи нестабилност, додава Джозеф. Новите директори на 5 јавни предпријатија ќе се изберат во законски предвидениот рок, и тоа ќе бидат луѓе кои со интегритет ќе извршуваат својата функција и ќе ги реализираат проектите од интерес на граѓаните. Ова е одговорот на градоначалничката Даниела Арсовска за тоа кога ќе се постават новите директори на јавните предпријатија, кои во моментот се без вршители на должноста, откако претходните дадоа оставка или беа разрешени. Таа објасни дека градот и предпријатијата ќе продолжат да функционираат, дека има законски рокови во кои се она што треба да биде завршено ќе биде завршено и постепено во интерес на граѓаните ќе се продолжи со проектите. Скопската градоначалничка Арсовска денеска ги демонтираше информациите дека обвинителството вчера влегло во град Скопје. Таа го нарече манипулација од некои политички центри кои што сакаат да се играат со мислењето на граѓаните и јавноста, додавајќи дека единственото место каде во моментов постапуваат институциите е јавното предпријатие Водовод. Арсовска посочи дека обвинителството не постапува само по допрен глас, туку и по нејзино барање. Во моментов немаме индикации за влошување на безбедноста во земјата, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Спасовски вели дека генерално безбедноста представува сериозен предизвик поради случувањата со инвазијата на Русија врз Украина. Нашите безбедносни служби работат во полн капацитет во однос на заштитата на територијалниот интегритет на Република Северна Македонија, изјави министерот за внатрешни работи. Тој појасни дека членството во НАТО практично не ја гарантира безбедноста. Спасовски дополни дека имаме намалување на број на илегални мигранти, но состојбата околу мигрантската криза се следи постојано и врз основа на параметрите соодветно ќе се реагира. Агенцијата за храна и ветеринарство нареди итно повлекување на виршлите вуди поради присуство на бактеријата Listeria monocytogenes. Од агенцијата објаснуваат дека нотификацијата за пласиран небезбеден производ на нашиот пазар, виршлите од брендот Вуди, ја добиле од Италија, каде било утврдено присуство на бактеријата, поради што било наредено итно повлекување на неколку небезбедни серии од тој производ и потоа негово целосно уништување. Спорните серии од италијанскиот производител во земјава биле увезени преку струмичката компанија Колид С Тим од Колешино.
Самостојниот синдикат за образование, наука и култура денеска преку објава на својот Facebook профил побара од владата и заедницата на единиците на локалната самоуправа да изнедат прифатливо решение за надминување на ублажување на енергетската криза во училиштата. Наставата од далечина не е прифатлива за најзасегнатите, учениците, родителите и наставниците, наведува СОНК. Поранешниот руски претседател Дмитрий Медведев изјави дека секое оружје во арсеналот на Москва, вклучително и стратешкото нуклеарно оружје, може да се користи за одбрана на териториите поврзани со Русија. Медведев, кој е заменик претседател на Советот за безбедност на Русија, изјави дека референдумите планирани од руските сепаратистички власти на големите делови од украинска територија ќе се одржат и дека веќе нема враќање. Донбас и другите територии по референдумот и присоединувањето кон Русија ќе бидат значително зајакнати од вооружените сили на Руската Федерација, не само за способноста за мобилизирање, туку и за секое руско оружје, вклучително и стратешкото нуклеарно оружје, кое ќе може да се користи за нивна заштита, изјавил Медведев. Унгарскиот премиер Виктор Орбан бара укинување на санкциите на Европската Унија воведени против Русија поради нејзината војна против Украина најдоцна до крајот на годинава. Според провладиниот весник Маđar Немзат, тој изјавил дека казнените мерки насочени кон Москва им биле наметнати на европејците од бриселските бирократи. Во говор на состанок на претеничката група на владеачката партија Фидес, Орбан изјавил дека санкциите предизвикуваат економски проблеми, енергетска криза и инфлација. Орбан одржува добри односи со рускиот претседател Владимир Путин. Досега тој ги поддржуваше санкциите на Европската Унија кон Русија. Во исто време, тој можеше да преговара за ослободување на неговата земја од ембаргото на нафта. Тоа беа најновите вести на Слободна ТВ.